што не ги пушта Министерството за финансии. На збор господинот Ивановски Игор, повелете. Благодарам, подпредседателке, колеги и колешки пратеници. Веднаш да расчистиме на почетокот, тоа се обидов преку една реплика претходно да го направам, но сега дополнително една дилема која што е лажно наметната. А беше спомената на дел од пратениците, не е битно кој. Че ние денеска не разговараме за процесот на децентрализација. Ниту СДСМ и коалиционите партнери со оваа измена влезе со мотивиран да го менува концептот на децентрализација. Прво, тој е системски закон, со 2/3 мнозинство. Ниту пак идејата ни беше таа. Овдеке идејата е многу чиста, практична, прифатлива и ако сте луѓе прво пред се, а после представници на граѓаните, треба да го прифатите без дебата. А тоа е, во кризна година, бидејќи сега за Груевски и Ставревски стана кризна годината, кога го предлага буџетот, зборе дека Македонија е светско чудо економско. Сега плачат. Тоа што ние го зборевме пред одредено време. Во кризна година, владата има обврска да им помогне на фирмите што генерираат доход, приход и профит, бидејќи со помошта што таа ќе ја направи на директен или на индиректен начин, ќе овозможи фирмите да преживеат. А кога говориме за фирми, не говориме за нешто абстрактно, говориме за луѓе вработени. Тоа е идејата. И што е проблем за Силвана Бонева или за Талат или за не знам Стеван Анджија да им помогнеме на фирмите? Зашто не сакате да им помогнеме на фирмите? Ако им е арно на фирмите, нема да има потреба од помош. Тие ќе велат и ќе генерираат профит. Зошто сте против од тоа да им помогнеме на фирмите? Велиме многу едноставно и конкретно. Со измената во овој закон го предлагаме следново. Фирмарината не да се укине, не да се избрише, не ја лажете јавноста. Не бараме таа да се укине. Бараме таа да се замрзне и да не се наплаќа. Не за 100 години од сега, ама за до крајот на 2012 година. Се е јасно? Јасно е. За до крајот на 2012 година фирмарината да не се плаќа. Се извинувам ако господинот Талат, пријавен сте. Пријавен сте. Нема да концентрирате, ама пријавен сте. Не е коректно да ми суфрувате. Од тие причини, велиме, оваа давачка, такса, јавна давачка, која што фирмите имаат обврска да ја плаќаат, ајде владата, односно се извинувам, општините, да не ја наплаќаат во оваа година. Друго прашање е концептот на фирмарина, што апсолутно треба да се промени. Например, таа изнесува 6000 денари. Некаде е 4, некаде е 5. За правно лице, за физичко варира од 1000 до 2000 денари. Се плаќа за сите, се има потреба од плаќање за сите фирми. И кажа колегите, и една охта со криминал пари што ги прави, и една бакалница и пилјара и месарница плаќаат иста фирмарина. Нема никаква логика. Ова има 500 вработени, ова има 1 вработен. Број 2. Фирмарина се плаќа и кога една фирма, значи едно правно лице, ќе отвори, например, 3 дуќана. И фирмава што е собственик на 3 дуќана не плаќа една фирмарина, плаќа 4 за себе и за 3 поединечно. Број 3. Со измените на одредени закони, фирмарина се плаќа, или така се толкува, а општините тоа го наплаќаат, и во ситуација кога во еден објект со една реклама има 3 фирми регистрирано. И сега една е куќичката или канцеларијата се едно, една е рекламата, ама на таа адреса во 3 различни канцеларии, внатре, не надвор, има 3 фирми. 3 фирмарини се наплаќаат од истиот човек. Тоа е во ред за вас? Не е во ред. Ако се најдем дека не е во ред, осим ако во јавашлукот до тој степен не сте отидени да треба, како што се направи сега и со МРТВ, да се наплаќа и во шталите. Сега, радиодифузна такса се наплаќа и во шталите на земјоделците, и на тезгите на пазарите. Исто како што фирмарина, абсурдно и нерационално се наплаќа во случаите за кои што ви говорам. И сега, ова е 6000 денари за фирмата. Па има радиодифузна такса. Па ако е мала фирма, паушал.
Па ако е голема фирма, нормално ДДВ, персоналец, бруто плата, казни за што говоревме. Не е мало за фаќањето. Не е мало и не го подценувајте. И згора на се, одредени фирми кои што не остваруваат никаква активност, значи немаат ниту уплати, ниту исплати, не работат, едноставно постојат само како правно лице, ништо повеќе. Исто така плаќаат фирмарина. И додека траеше дебатава, ни се јави еден куп луѓе кои што велат 5 години со фирмава не работам. 5 години не работам, 5 години поред ми тера да плаќам фирмарина. И затоа од тежната постапката се збореше тоа вчера за затварање на фирмите. Бидејќи УЈП и Централниот регистар потешко ги затварат него што ги отвараат фирмите. Само за да тие бидат иоле активни и да им се доставуваат фактурите и обврските и за да им се прибираат парите во буџетот. И од тие причини ние велиме како антикризна мерка, со времен опфат до крајот на годината фирмарината да не се наплаќа, бидејќи сега градоначалниците ги пуштаат решенијата. Само во Скопје лани 25.000 фирми беа блокирани кога се испратија решенијата за фирмарина. Кои што во извршна постапка ги блокираа сметките кои што се празни, затоа и се блокирани, не за друго. 25.000 фирми. Коце Трајановски во еден бран блокираше фирми. Кои што за да се деблокираат, пазете сега, за 6.000 денари Коце ги блокира фирмите, или не, за Маријан Ристевски у Прилеп. Блокираната фирма, за да се деблокира, треба нови 6.000 да плати во УЈП. И од овој Сиромавиов, кој што нема за што да работи, 100 евра фирмарина, 100 евра деблокада. Кај се другите извршни постапки? Кај е МРТВ, онаа партискана филијала на ВМРО-ДПМН? Кај се другите казни, за што говоревме? И сега, колеги и колешки пратеници, ако сте честни, а ние сме, ве молам, ако се секирате за општините, секирете се за месец дена од сега. Ке стигне во оваа сала ребалансот на буџетот, што ќе биде масакар на стопанството. Тогаш сакам да излезете и да го кажете ова што денеска ни го говорите. Бидејќи неспособните економисти, кои што водат партиска и криминална политика во владата, направија да на секоја поголема општина, вклучително и тие на ВМРО, видете, ние немаме мотив ова да го носиме, имаме се на се 5-6 градоначалника. Немаме ние тука популизам. Ама велиме овој закон или оваа измена да важи и за Стефче, и за Аце, и за Заев, и за ЦИЦ, да важи и за ВМРО-ДПМН. Тука нема разлика. Тога сакам да излезете и да речете на ребалансот на буџетот дека заради лошата политика во економијата 1.000.000 евра се должи и на Битола, и на Прилеп, и на Штип, и на Струмица, и на Карпош, и на Охрид, и на Куманово за образование. Не се секирајте за фирмарината. Не е таа основниот приход на општините, колеги. Не мешајте баби и жаби. Општината без фирмарината ќе преживее и мора да преживее. Ако ме убедувате дека заради немање на фирмарина ќе се уништат општините, па вие треба да ставите клjuč на државава, а не на владата. Ако за Прилеп е проблем 200.000 евра, па Прилеп треба да се затвори на чело со Маријан Ристевски. Ако за Струга на Дуи е проблем 80.000 евра за фирмарина и дека тоа ќе наштети на Струга, затворете општината, не треба да ја водите. Има некој па паметно што ќе го прави тоа. Основниот приход на општините се за фаќањата на изворните приходи, тоа се комуналиите. Еве ќе ви дам пример. Основниот, така и треба да биде, тоа е изворен приход. Во Прилеп 30% од комуналиите ги плаќаат две струмички фирми. Заради изведување на инвестицијски работи. Од тие пари Маријан Ристевски троши, например, сега пошто го фативме него, не од фирмарината. Фирмарината има мало скромно учество во целата таа работа. И бидејќи е такво, на општината нема да наштети, ама на фирмите ќе им помогне. На општините им требаат законските дотации што Груевски не им ги пушта и Ставревски. Па тој е криминал. Општините денеска немаат пари заради тоа што
Ставревски не им ги пушта блок дотациите за образованието и оно што го говореше мене денески е така. 1.000.000 евра се должи во Битола само за превоз. Во Прилеп се должи 1.000.000 евра. Затоа што не се префрлени парите за образование, за превоз, за парно, за други трошоци. Тоа е проблемот во овој момент, бидејќи владата е банкрот и парите што законски треба да ги дава, не ги дава. Така да, ако сакате да говориме за ликвидноста и помошта на општините, не треба под овој закон да говориме, а сакаме за тоа да збориме. Тој е по друг закон или по друга иницијатива. Или ке ребалансот, сите што денеска се пријавивте или не се пријавивте, ве охрабрувам. Ке ребалансот сите да се јавите. Па Лиле Кузмановска да збори за Битола, па Стеван Анџија за Прилеп, па Тала да збори за, не знам, за Струга и така натаму. Таму да си ги барате парите на вашите граѓани. Таму е куршлусот и дефектот, во владата, не е во фирмарината. Со фирмарината вие, ако не го прифатите, нема да гласате за нашиот предлог, ки им наштедите на фирмите, на вработените, нема на општините. Нема на општините. Бидејќи тие главниот проблем го имаат со владата и со буџетот, а не со фирмите. И конечно, може некој од вас сега во реплика, не знам колку сте пријавени, тројца до сега, колку сакате пријавите се, да ми наброите една антикризна мерка на владата? Една. На прва. ВМРО што ја направил. Една. Нели имавте еден пакет, втор пакет, трет пакет, четврт пакет, пет пакет, шест пакет, како пошта да работи владата? Една. Ама ве молам, една антикризна мерка, излезете тука и кажете ја. Една. Во кризната 2009, во кризната 2010, во кризната 2011, во кризната 2012 година. Една. Сега ви нудиме вистински антикризни мерки. Ги одбивате. Ни се водите, ни се терате. Ама тоа е вашиот проблем, не е нашиот. Јавноста знае, не треба да ја убедуваме, не ни треба овој закон да на луѓанџијата му кажеме дека општината му зима во име на владата арач. Не ни треба законот за тоа, бе, пријатели. Тоа луѓето го гледаат секојдневно. Сега се пуштени решенијата за фирмарина. Сега, во овој момент, додека говорам, 5 дена предходно и 5 дена после ќе трае тој процес. Затоа сега бараме се замрзна оваа мерка. А владата да си ги сервисира своите долгови према општините, за да тие навистина преживеат. Воспротивно, нема фајде вашето молчење или гласање против општините. Не ни правите нас зијан. Ви му правите зијан на народот, на фирмите. Тие се затвараат, тие се блокираат, тие отпуштаат работници. Како што на земјоделците им го земавте здравието и лебот. Како што сега на Македонија падне им давате денар, како железници што ги уништувате. Сега дојдоа на ред и малите и средни фирми. Нели тие се основата на развојот на економијата? Не се надевате дека сигурно Македонија треба да се развива со една фирма нелинденска, безброј наречена влада на Македонија. Тоа постоеше во социјализмот. Тоа беше во социјализмот, планската и централизирана економија. Сега имаме либерална нели економија. Една мерка не предложивте како што треба за фирмите. Дека не ја спроведовте е повеќе од јасно, бидејќи не ни ги имавте. Затоа, ако сте честни, ако навистина сте блиски со народот, зашто јас се сомневам, гласете го ова. Буџетот централен нема да има мака, бидејќи маката сами си ја направивте. За еден месец ќе расправаме за ребалансот на буџетот, ќе видите што ќе биде тогаш. И колегата Зекири управо, ако сега во овој момент се предлага кастрање на приходите и на расходите за 5%, за еден месец ќе биде 10. Дупката ќе биде уште поголема. Така да вие ќе треба да се вратите назад сега во вашите градови и да им објасните зошто економијата ни е колабирана. За последен пат апелираме од најчовечки аспект. Гласајте мал придонес да направиме за фирмите да ја преживеат оваа 2012 година, за која што се уште не се знае колку лошо ќе заврши. Како што тргнала, ќе биде катастрофална година за сите. Благодарам.